Представата Калигула под текст на Албер Ками во режија на Ѓорги Ризески на Театар Куманово премиерно ќе биде изведена на 19 мај во 20 часот, а представата се игра со ограничен број на посетители во Центарот за култура. Во представата играат актери од ансамблот на Театар Куманово, а учествуваат и гости танчери. Првата реприза на Калигула е закажана за 26 мај со почеток во 20 часот. Ова е еден од проектите за македонска драма, поддржани од Министерството за култура и туризам. Сакаме да ги поканиме сите да присуствуваат и да дојдат да погледнат Калигула. Представа која дефинитивно мислам дека ги поместува границите на квалитетот во театарот. Тргнувајќи дека е направена од една безрезервна желба и амбиција да се создаде овој проект. На некој начин тоа го велам секаде, бидејќи е вистински начин да се создаде едно уметничко дело. Кога прв пат почнавме да разговараме со Марко Трајковик, нели, во улогата на Калигула, па подоцна со Мартин Манев го направивме таа група, ако се сеќаш, Мартин, пред 4 години отприлика, можам и да видам кога е точно. Па почнавме да разговараме за како ќе создадеме Калигула. Никогаш немавме некоја погрешна, како да кажам, причина за создавање на овој проект. Секогаш знаевме ќе го создадеме, само се чекаше можноста и точното време. И со сите работи кои се случуваат во светот, во нашата држава и пошироко, некако свативме на првата проба дека ова е вистинско време за да се создаде овој текст и не е случајно што сега се случува. Оваа представа не се случува на камерна мала сцена во Кумановски театар, туку се случува на голема сцена со огромна сценографија и алтернативен начин на создавање, кој допринесува да луѓето ја погледат од еден невообичаен агол, да речеме, дел од тој Black Box театар кој ние го создадовме како стил и правец. Пред се сакам да се заблагодарам на целата екипа која работеше на Калигула, целиот ансамбл на Театар Куманово. Мислам дека јас лично не сум ги видел никогаш повеќе да работат на некој проект кој да е бил дали одобрен од Министерство за култура или приватен. Ова е представа која ми е голема желба, нели, да се оствари во мојот матичен театар веќе 5 години. Првичната желба ми беше да не се оствари во мојот матичен театар, затоа што и јас самиот се сомневав во квалитетот на луѓето кои сакам да работат со мене на ова моја животна желба, ако можем така да ја наречем. И тоа е, всушност, моја животна желба да го играм овој лик. После 50 професионални представи, мислам и дека заслужив, и голема благодарност до луѓето кои го одобрија проектот, како и да го одобрија, со какви средства да го одобрија, проектот се случи. Убаво е што ја направивме представата за ограничен број на посетители, тоа се 50 луѓе ќе може да ја погледнат на секоја изведба, затоа што така ќе можеме да го продолжиме животот на оваа представа, да остане на репертоарот долго време. Едва и чекаме да ги видиме првите реакции на публиката која ќе пристигне на предпремиера, нели? Јас откако гледам представи во Кумановски театар, вакво нешто барем немам видено. Тука имаме опфатено повеќе, како да кажам, изразни средства во самата представа покрај актерска игра, каде што можем да кажам дека сите мои колеги пораснаа како актери, кој за ниво, кој за 2, кој за 5 нивоа како актер. Сите стигнаа до својата граница и ја преминаа својата граница за овој проект да се случи. И тоа ми е посебно драго, затоа што ќе има долготрајни последици овој проект. Дали бил успешен или неуспешен, иако мислам дека е успешен 100%. Ние сме танчери, јас, Ева и Јована, ние глумиме Друзила. Ќе видите, не сакам да откривам повеќе детали, многу сме задоволни. Прв пат работиме така со пар каде што играме. Мене искрено ми се многу допаѓа. Да, ние сме од студио Dance Infusion тука во Куманово. Јас и Ева со години танцуваме заедно и ова ни е прво искуство со театар. Дочувствуваме заедно во представа во која што има танц. Како што кажа Ева, ние сме многу задоволни. Најинтересно е овој процес, да гледаме колку е различно да си танчер, а колку е различно да си актер, и кога се спојат тие два света, има прекрасен резултат. За ова представа имав огромна
поддршка од сите внатре, во театарот и од надворешните соработници и особено од тимот, техничкиот тим на кого сум бескрајно благодарен за нивната посветеност, за нивната пожртвуваност, која што апсолутно ме има. Јас секогаш доаѓам со големи очекувања, но и тие ги имаат надминато, затоа што јас од тука имам од пред 15 години, од тука имам испилено како театарски работник, тука имам започнато и да работам овде професионална представа и да ја правам сценографијата, особено на ваков проект кој што и без сценографијата беше многу силен пред да стигне сценографијата, сакам да речем, пред додека маркиравме со тоа што има околу. Представата беше полна и трогателна и тешка и работата веќе беше тука, значи немаше ова само додаде, ова само им олесни на сите да има зашто да се фатат да го направи, да го додаде тој контекст, таа слика, но апсолутно суштината беше и без мене беше тука и само ми е драго да сум дел од цело тоа. Откако играм во овој театар, постојано играм некои комедии, не се сеќавам дека одиграв некоја така озбилна представа, некоја драма, некој друг жанр, кој што ќе можам да го одиграм така како што мислам дека треба и сакам. Зошто? Например, јас, затоа што сум можеби влегол во некоја шема на претходните представи да ги играм така како што ги играв, и сега и овој лик што го ќе зборувам малку од тој актерски аспект што играв ја како лик, ми беше веднаш као почнав да го играм на тој начин како што сум ги играл и претходните ликови, можеби во комедиите кои што ги играв. Но меѓутоа сватив дека тоа можеби не е таа формула за ова, дека треба од друг аспект да се игра. И така пробав да го одиграм на тој начин, меѓутоа сватив дека не е моментот за такво нешто, што се го вика актерски на прва лопта и дека треба да се влезе малку подлабоко во тој карактер. Ако дозволите, јас збор за содржината само кратко, без да откриваме многу. Значи, првин сакам да истакнам додадената вредност што театар Куманово ја доби со оваа представа, тоа се од прилика 25-6 души што се опфатени во процесот, никогаш не сме имале толку масовни учесници, а плюс тоа и соработници од страна, почнувајќи од таншерките, гостите, актери и се разбира срочните соработници. Тоа е за нашиот театар додадена вредност. Што се однесува до содржината, би сакал да кажам дека скоро не постои човек што ќе ја гледа представата да нема некои предзнаења за Калигула, за овој можеби најпопуларен римски император, и со тие предзнаења доаѓаат спремни да погледнат нешто. Ние во представата, благодарејќи на Албер Ками, на режисерот и на нас, сакавме да ја покажеме и приказната на Калигула, не само на луѓето што ја забележувале неговата историја, па затоа можеме да кажеме дека меѓу останатото нашава представа и представа за љубовта, публиката на крај ќе донесе пресуда дали оправдано или неоправдано однесувањето на Калигула и дали навистина љубовта е причина за неговите действувања, делувања низ периодот на кој бил император.